Кој кога сака влегува, кога сака излегува. Истражниот затвор Шутка е хотел Промаја. Четворица затвореници во моментов се во бегство. Во редниот инспекцијски надзор на управата за извршување санкции пред 3 дена открил дека во отвореното и полуотвореното деление недостасувале 11 притвореници, пошто дел од нив се вратиле зад решетки. Според директорот на управата Александар Пандов, виновникот за ваквиот хаос е првиот човек на затворот Филип Пандов, кој ќе добие кривична пријава. Кога ќе го изготвиме записникот, ќе го доставиме и до обвинителството. Во меѓувреме јас го информирав и премиерот на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски, и го замолив не само Сокол, затоа што моите информации се овде првично појдевме, дека во најголем дел од затворите во Република Македонија не велам дека е иста, но дека е слична состојбата, дека затворите нас не се хотел Промаја. Она што ние мислиме дека е затвор и што имаме замисла како треба да е затвор, фактичката состојба не е таква. Според Пандов, затворските полицајци се во незавидна ситуација бидејќи затворениците го имаат последниот збор. Моje прашање до затворската полиција, како е можно вака да има однесување, Александар, немаме никаква заштита, дотолку повеќе. Многу често ни се случува, кога ќе се обратиме на некој затвореник или кога ќе пристапиме према него, они немаат право да имаат телефони, а истите тие затвореници да извадат телефони од джеб, да му се јават на директорот и да му кажат: директоре, Сокол, ние ти дадовме пари, овој не смее да ни прети нас, не смее да постапува према нас. Пандов најавува кривична за Андов, директорот на Шутка возвраќа дека ќе го тужи за нарушување на неговиот и угледот на институцијата со која раководи. Неточни се обвинувањата, тврди првиот човек на затворот, но и тој потврдува дека четворица затвореници не се достапни на органите на прогонот. Ги повикувам институциите да постапат согласно закон, да ги утврдат сите факти и околности, а по извршениот вонреден надзор во петокот, каде што од страна на директорот Пандов се споменува дека не биле присутни 11 лица, а пријавено е само едно, додека другите биле контактирани по телефон да се вратат, епилогот од таквото нестручно и неправилно однесување на директорот Пандов резултираше со бегство кое се случи во текот на ноќта од страна на 4 лица. Според Пандов, 7 години не била направена контрола во истражниот затвор Шутка, а управата се обидува да дојде до материјалите од видеонадзорот кои се чувале само 30 на дена.